Добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Никој да не знае. И веќе верувам знаете. Никој да не знае освен јас, вие тамо што не гледате, јас не можам да ве видам и нашиот гост. И пред да го кажам неговото име и презиме, како што е ред, кажуваме некои информации чисто да ве запознаеме со него. Има само 31 сега дознав година, а веќе има многу богата портфолио зад себе. Тој е познат како момчето со хармониката кој прави чуда, соработувал со многу еминентни имиња овде кај нас, но и во соседството, па да не речам и странство, ама затоа ќе зборуваме секако во ова Никој да не знае, прави своја авторска музика, се залага преку своето делување за урбанизирање на инструментот хармоника овде кај нас. И ќе ви рече само, внимавајте што посакувате, големи се шансите истото да ви се оствари. Мишел Трајковски во Никој да не знае. Здраво живо. Здраво живо. Добро беше ова, точно е се. Супер, одлична најава, само ве молам за ова Никој да не знае. Добро, го вадиме за рилова, толку. Како си, Мишел? Одлично. Да. Одлично, супер. Да почнеме од таму, од ова, пошто дознав и приказна дека има за твоето име. Никогаш не си ја раскажал или само во едно интервју си ја раскажал? Може да не ја раскажеш пак за почеток? Добро, да, може. Значи Мишо се викал дедо ти? Дедо ми, да, и ова некоја нова апдейт верзија на моето име, да. А има врска апдейт варијантата со тоа дека они се расприкажале многу и супер си поминале кога го создавале името? Па, веројатно или да, и они приказ? најверојатно планирале да се занимавам со музика и уметност, па ете да биде тоа добро, се така различно, да. Така е. И благодарам многу на кумот, на моите дома и на сите што. Супер. Се почна во основното училиште Страшо Пинџур, каде, како велиш, самиот си ги имал најубавите спомени од детството. И ве што си рекол, се сеќавам на тој период од животот каде што научив да ги пишувам првите букви од азбуката, а воедно и првите ноти од музичката скала. Тој да свире валцер од книгата Албин Факин. Точно така? Yes. Да. Добра. 1 септември почнувам на училиште. Добра. И паралелно ме запишуваат на приватни часови по хармоника. Добра. Почнувам со буквата А и тонот До, нотата До. И така паралелно учам, уживам во музиката, уживам во училиштето. Добро. Повеќе нели во сабота и недела кога сме слободни дома за да вежбаме хармоника и така. Да, и кај дојдеме до тој дел кога што се однесува до вежбањето, ама кажи ми како всушност тргна со запознавањето на хармониката? Како ја избра токму хармониката? Во едно од интервјуава што ги прочитав еден тон овде, си рекол дека голема поддршка или нели го виделе тој талент твоите родители на време, што е добро како педагошка мерка, нели да те запишат на хармоника. Они го имаат препознаено тој талент. Јас сум бил само едно мало детенце од 3,5-4 години. Купил татко ми мало хармониче дома, го паркирал во ќош и сум почнал ја да чепкам по хармониката. И предпоставувам дека тука веќе сватил дека тој инструмент мене премногу ме интересира, но нели не бил сигурен за 100% за мојот талент и ме запишал на часови кај Милан Кацарски, ми беше професор и така започна таа моја музичка приказна. Музичка приказна. Кога сме кај вежбањето? Си рекол уште кога беше нели и пред да дојдеш да нели да речеме во средното музичко, така? Си вежбал по еден час наутро и 1,5 час наутро и 1,5 час навечер, тоа е точно? Точна информација? Не е точно, многу повеќе од тоа. Многу повеќе? Многу повеќе од тоа, не, да. Не за средно. Кога си вежбал од 10 до 12 часа. Добро. За делот кога учеше хармоника. Значи тогаш најмногу вежбав хармоника. Тие беа нели почетоци и најбитно за еден. Чекај малце, спиеше Мишел? Да, кога спиев, само тогаш спиев, да. И после другото вежбаше. Па да, основно училиште, мора да се оди во смени. Памтам дека ќе ме однесеа моите родители на музички час. Добро. Час и половина траеше часот по хармоника, се враќав дома, имал услови, немало услови, уште час и половина мораше да се вежба материјалот кој тогаш го учев приватно на часови, бидејќи во тоа време за оние кои не знаат, иако не сум многу стар сега како кажувам во наше време, да, но немаше YouTube. Немаше YouTube, немаше програми за успорување на музика, ноти, особено сега со овие вештачки интелигенции, сами свириме веќе, нели? Се шала, мора да се вежба хармоника, нема шанси преку вештачка интелигенцијата. И мораше да се повтори тој материјал. И нормално се заморува мозокот на едно мало дете. Не може да вежба 7-8 часови, бидејќи многу рано станував за на училиште, но за почеток 2,5 до 3 часа ми беа доволни. Со цел да го запамтам оној материјал кој сум го научил и тоа веќе ми
нели прерасна во една Потоа во основно рутина. имаше настапи некаде на патронати, Сите така патронати немаше шанси ја да не свирам на патронат. Па да, па таму ја разбив тремата искрено. Повеќе трема имав кога требаше да свирам на патронатот него кога имав испрашувања во школа. Вежбав, се спремав пред настап пред многу луѓе, сите деца, сите родители кои ги познавам од мојата населба беа таму и мора се представите најдобро, нели? Во најдобро светло, така е. Памтам дека само што почнав со училиште и ја научив првата вежба и наставничката ми рече ајде да свириш одма и тоа беше првата. Пред цело оделение? Пред на патронат. На патронат. Ја мислев пред цело оделение, тоа би било лесно. Не, само што научив, тоа беа неколку тонови, а хармониката ме пусти одма. Сега вака, сакам да прашам, што те учеше? Класика? Па вака, значи тоа се почетни вежби за хармоника кои мора да ги знае секое едно дете. Прсторед, правила на свирење, лева рака, десна рака, басови, клавиатура, движење на мевот и така натаму. Во кратки црти запознавање со инструментот хармоника. Класика, како класика, јас не ја изучував во средното музичко училиште, кога станува збор за хармониката, таму свирев пијано. Меѓутоа, да не звучи дека некако го изманеврирав добро тој момент, но јас се посветив на народната музика, која е во прашање хармониката. Така. Да, бидејќи сметам дека доколку се запишев средно музичко училиште на одсек класична хармоника, тоа е многу сериозна исто така музика за која треба се вложи многу труд и внимание. Значи, кога би ми останало мене време да го вежбам во тој случај она кој сум го започнала, тоа е хармониката и народната музика и само поради тоа не сакав да бидам на две страни и да ја делам енергијата. Значи, средно учеше пијано? Средно теоретски. Теоретски. Со втори инструмент, прв инструмент, тој ни беше задолжителен пијано, мора сите да знаат пијано, и уче втори инструмент тамбура. Па се знаеш и тамбура да си свириш? Да, знам да си свирам така, ама си свирам хармоника, тамбурата ми е така инструмент кој го научив во средното музичко училиште, иако освоивме лауреат прва награда со фолклорниот оддел и професорката Бајса Арифовска тогаш. Си поминавме одлично, убав период за мене, многу дружби доле во фолклор. И така, на факултет се запишав, етномузиколог, дипломиран сум. Знам дека си на мастер си или ги завршил? Не сум го завршил мастерот, Институт за фолклор сум. И многу интересно дека во ниеден овој период од мојот живот не се среќавам со хармониката во тие студии. Значи, ниту во средното музичко, ниту на факултет, ниту на мастер студиите. Но, знаеш убаво да раскажеш приказната околу хармониката, што мене ми беше зачудувачки за тоа, нели, кога хармониката влегува, како да кажам, на голема врата или кога прв пат се снимаат. Велиш, кога Шпато бил во МРТ одговорен 49-та, ако добро паметаме годината, кога мене таа приказна ми е волшебна, нели, заради тоа што не сум ја знала како податок. Интересно е, се појавува хармониката во тој период, одма после војните, се појавува и во забавната музика, но можеби не е толку приметлива и не се дава толку акцент на хармониката како инструмент. Ние сите знаеме, нели, хармоника е во народни. И кога сме веќе, нели, кога напоменавте за урбанизирање на инструментот, така го користам тој термин, сакавме да покажеме дека инструментот од хармоника и некогаш и сега може да биде присутна во секој еден жанр. Не само во народната музика, иако јас, нели, ја свирам народната музика, но се почесто се појавувам во проекти. Еве, последно со Игор Џамбазов снимавме песна кај што и Чекај маца, не раскажуваме си, чекај маца, полека. Ми отида, значи 49-та година раскажи ни таа приказна со Шпато, таа ја сакам. Во кратки црти се појавува хармониката во Значи таа си била во народната музика, нели, цело време во нашата. Во народната музика, значи во кафаните, во меаните била присутна хармониката. Но на она повисоко ниво? Прв пат официјално во радио и телевизија се појавува, а подоцна се појавува во културните аматерски уметнички друштва и ние имаме една сериозна традиција каде што инструментот хармоника, мислам дека нема дом што нема барем по едно мало хармониче кој служел за дали било тоа роден, слава, прослава, се вадела хармоника и се свирало. Не ми кажа само тој дел, прославите беа сите, ти свираше на хармоника? Значи роден ден на нашите прослави. Дома. Да, на една немам слава кај мене дома свирено, тогаш имав настап надвор од Македонија и не бев на слава. Само толку? Само тогаш, да. А кога беше делот со Кочо Рацин, уметничкото, културно? Па тоа беше 2007-2008 година. Не сум сигурен точно која година
се префрлив во Ампо Скопје и продолжив таму едно прекрасно искуство, се изнашетавме, цела Европа ја поминавме, запознав многу луѓе од странство и предлагам за секој едно младо дете кое сака да го изучува фолклорот и народните инструменти, хармониката, кларинетот, виолината, да се запише во некој од било кое уметничко друштво. Сите се одлични кај нас. Тоа е наше богатство и да го прошета светот и да ужива, а паралелно на тоа да ја изучува македонската музичка традиција. Така е. Сега, ме интересира нешто друго за да дојдеме до Скопје вија. Кога беше делот кога се чувствуваше доволно моќен или доволно спремен, ајде, тоа може би е вистинскиот збор, кога рече, ајде да се обидам во други правци. Фолклорот е оној кој што ми е тука, народната песна е таа, нели? Некако сум пливам добро, да се обидам сега да пробам во, не знам, во джез, да пробам во она што го свирите со Скопјеви и така натаму. Треба ли некој да се, веројатно треба, некој инструменталист особено, нели, да почне да прави своја авторска музика, но и да биде дел од разни жанрови. Во едно интервју си рекол, емоцијата е таа која што ме води и она што треба да го пренесам преку хармониката. 2015 година го создава мојот прв албум. Добро. 9 композиции се со фолклорни мотиви. Добро. И решавам со само една композиција да експериментирам. Тоа е Тарантино джез. Тоа не е класична джез композиција, но има свинг, ритам и елементи кои добро потсеќаат на таа джез музика. И знаете како во тоа време се исконсултирав со неколку композитори од кај нас и не добив некоја поддршка, максимална поддршка, дека добро ќе помине. Може би не беше во тренд се уште таа музика, реков окей, па нека едно не помине, нека ми поминат тие 9. Се случи обратно. Добро. Ме препознаваат по Тарантино джез и кога ќе разговараме на тема музика и хармоника во Македонија и кога некој од помладата генерација ќе создаде некоја нова композиција, викаат Тарантино стил. Ете, така некако во тие наши кругови се збори, па може да се каже со таа експериментација и особено аранжманите се трудам да наликуваат секогаш на Тарантино джез и ова да биде еден ланец кој го продолжи и сега новите албуми веќе се во тој стил. Така е, таму ја запозна Јана Стојановска на снимањето на Тарантино. Се врзува затоа што сега ќе ја видиме како твоја пријателка, да видиме што ќе кажа. Се надевам не го вида видеото. Да се не го видов, сигурно? 100% ајде ќе проверам. Одиме со Јана Стојановска и нејзината минутка и половина на тема Мишел Трајковски, како она би го опишала. Мишел Трајковски го запознав 2018 година на снимањето на спотот за Тарантино. Ако треба да го опишам, би рекла дека е предпазлив, исклучително вреден и интензивен, концентриран, присутен. Мани. Нема време. Нема време за се да постигне така се нешто, се трча се брзо. И прашањето што би му го поставила е што сакаш да ти донесе Дедо Мраз? Ето така, ај баш да видам дали. Нешто сигурно? Не слушнав, да, благодарам многу за убавите зборови, дека се нема време да се постигне се, а имам преголема желба да постигнам. Ете, се влеговме веќе со многу проекти и треба да се изреализираат до крајот на оваа година и не знам како ќе стигнеме. Сум човек што се уште не знае да каже стоп и не, и тоа да го одложам за од јануари, февруари па натаму, и сега кога веќе се нафатив, мора да ги завршиме сите тие проекти. Они знаат во какви се хаоси сме оваа година, пошто работиме на повеќе. Што се донесе Дедо Мраз? Поише време?
Не, ќе си најдам јас сам време. Не, ќе си најдам јас време. Добро. Ја Хармоника како што сакаш имаш. Имам хармоника, ќе си најдам се сам. Ја од Добро. него побарав ланската година во едно видео. Добро. Кај што му реков памет у глава, дај оваа година види околу оркестриве, околу музика, околу естрадава, дај малку да ја подобриме Да ситуацијата, живнеме. не имаш заборавено. И? Секоја година некако Македонија ја избегнуваат Дедо Мраз и овие ирвасиве негови што се Ма одоколу. дај да им ставиме нешто. Па треба да им ставиме, ќе треба време доека да се сетат дека постои музиката и дека треба малку да ја кренеме на едно повисоко ниво, упатив еден апел и сега пошто гледам дека нема абер од тоа, оваа година ќе му кажам уште неколку лампиони ми фалат за Елкава, ако може нека донесе и нека брка работа, ќе си ја тераме ние сами нашава работа, најискрено да. Да, таков ми е планот за оваа 2025 и за 2026. Те чекаат овие убави момци и девојки овде, одиме со Скопје вија под ова небо, а потоа се враќаме со муавет. Може, одлично. Ајмо. Jeden protiv drug, no i protiv drugi sme vojuvale. Od ova nebo isto nebo ti i ja, isti vazduh dišeme. I naši se kafanite i dramite vonim što ih pravime. I толку пати, драги мой, на помош си притрчавме. Таблашак се вртеше, овај живот убав е. Од ова небо, исто небо ти и јас, исти ваздух дишеме. И наши се кафаните и драмите во нив што ги правиме. Од ова небо, исто небо ти
Мишел Трајковски е си уште во Никој да не знае. Видовме една од двете номери кои што вечерва ќе имате прилика да ги видите само за вас. Но за сите оние кои што си купиле карти, знам дека супер ќе си поминете, а за сите други кои што не сте купиле се уште, Мишел ќе ни каже како може да се најдат карти и дали уште има карти за 21 за концертот. Мислам дека има Добро. уште малку карти. Значи на официјалната страна на Public Room, Добро. бидејќи вака, значи 21 ноември Така. од 21 часот. 21 ноември тоа е следниот петок. Ќе настапиме Добро. заедно со Скопје Сите Вија, овие момци сите и ние Јана. со Да. нашиот Gypsy проект. Добро. Ќе настапиме во Public Room. Тоа ќе биде наш концерт со наша авторска музика и джипси стари преработки песни кои верувам дека Сите ги голем знаеме. дел ги знаеме. Така што карти може да се набават на друга страна, така се вика апликацијата. Друга страна заедно. Да, Добро. преку нашиот Скопјевија профил и профилот на Public Room, Добро. јавна соба, ќе може да дојдат до карти До за нашиот настан. Да. И сега кога сме ке Скопје Вија да искористам оваа прилика нели додека зборуваме за ова да кажеме дека некако ако бараме виновник само во наводници, Јана беше некој кој што тргна во таа насока па некако почна работите да се средуваат околу Скопје Вија. Да. Она имаше одамна веќе идеја за да се направи вакво ваков тип на собирање, состав. така? Да, и ете дојде моментот, се сретнавме во една музичка емисија, она испе една од тие песни, седнавме на кафе и требаше малку време, нели, додека да видиме Да до каде легнат сме, да работите, легнат да работите, добро да одлучиме за составот. Ги одбравме најдобрите членови. Ајде ги видовме, ама може да ни кажеш кои се. Може, значи, Ајде. тука е Кире на бас, Добро. Пате конга на ударни инструменти, перкусии, конги се, Хилми Баки, маестро на виолина, Марче на гитара, Никола Петручевски на кларинет, Добро. јас и Јана. Добро, супер ги кажавме сите, нели сте ги видовме, но да знаеме кој ќе не забавува на 21. Верувам дека и знам дека ќе биде супер, но приказната на Скопје Вија нема да застане тука, заради тоа што убаво верувам си поминавте 15 октомври, така беше? Не, 15 октомври, да. Збориме за Будимпешта? Будимпешта, да. Да. Имавме успешен концерт во Будимпешта, ја распродадовме салата, имаше голем Има потреба интерес. од менаџер од таму или има потреба само добро да ги изменаџирате од овде работа? Добро да ги работите? изменаџираат работите. Во скоро време ќе стапиме во контакт со менаџерски тим за надворот Македонија. Ипак е потребно некој Така да е. ги организира сите тие работи, бидејќи не е се така едноставно. Да. Би било добро и тука кога би можеле сите ние да работиме со не би менаџери. можел да биде Мишел, не би морал Мишел да биде октопат. Да, баш така. Баш така, но во секој случај поминавме Супер. одлично, Браво. презадоволни беа оние кои купија карти и дојдоа на нашиот концерт и знаете, слушнав разни позитивни коментари. Добро. Еден од тие коментари кој најмногу ми се допадна беше на Балканот има стотици бендови кои се обидуваат да ја свират ова джипси Добро. музика, но конечно го донесовте оригиналниот звук во Будимпешта. За прв пат. Таа Нема. музика е од вашиот крај, Така е, не да, од нашиот. да. И затоа и ужива им беше многу поразлично она кое ние им го дадовме на. Одлично, одлично. Така што имавме одлична, ние многу интересно започнавме со Скопје Вија, ние го создадовме бендот и збориме кај ќе настапуваме, како да почнеме и прв деби настап нас ни беше на концертот на Раде Шербеџија. Тоа сакам да кажам, сега да дојдеме и до тој дел, да. Ајде, да. Значи, ама таа соработка продолжува, така? Да, продолжува. Заради тоа што Имаме излезе готова ли песна. песната? Не е излезена, Добро. чекаме момент. Гледаш дека сум читал. Да, Добро. се е Примна под сум. конец, да. Добро. Со Раде Шербеџија имаме нова песна, чекаме да дојде во Чекаме се, Македонија. имаме, тоа е твоја песна. Биди, вака. не биди скромен сега, кажи нешто. Што е Кога твое дело? мислам на Скопје Вија добро, и готово. Раде Шербеџија, А соработката. чии се песните на Скопје Вија, да се договориме сега? Ајде, да се Заеднички договориме сега. Значи, првата песна Под ова небо, Ова што ја чувам? текстот е на Јана, Добро. а музиката и аранжманот се мој. Добро. Да, и тука сме нормално сите Да. изведувачи во Не, чекаме се кога сме ке Скопје Вија, кажи ми само колку време те тираше да запееш во Весник? Колку време? Па
Ама имаш ултиматум, жена паметна знае како. Па да, знае, да, знае. Како рече? Или ќе пееш, или ќе остане во фиока. Да, и мораше песните да се снима за да почнеме да Почнеме да работиме. работиме. А ја предложи, викам, Јана, дај ќе си Да, викнеме испеси, ќе некој. си. Не, ти или ништо не правиме. Добро, викам, а на крај Вежбаше дома или не? Па не е за вежбање работата, јас веќе сум музички добро подкован. Така е, да. И овие песни не бараат да имам ја некои, не знам какви со лажи тука и слично. Да. Така да добро се склопивме сите заедно, и мојот вокал, нејзиниот вокал и целиот бенд, и така. Да. Постигнавме некој ниво. Кога сме кај овие еминентни личности, освен Раде Шабричева, секако тука се настапите на кои што си секогаш заедно со Наум Петрески. И сега, многу е важно ова да го кажам, си го кажал ти, не дека јас го кажувам, велиш Наум Петрески е легендата на македонската песна и тука завршуваат дилемите во однос на вокалната изведба и музиката како тема. Искуството и соработката со него не може да се прераскаже, велиш, тоа треба да се доживее. Тоа што е Ибрахим Татлисес за Турција, Цуне Гојковиќ за Србија, е Наум за Македонија. За кого верувам дека одамна требаше да ја добие титулата на национален вокален интерпретатор, амбасадор на македонската песна. Многу ми е важно во ова никој да не знае да споменаме нешто што и да потсетиме, нели како што потсети дека Дедо Мраз можеби треба да се позанимава со македонската песна воопшто и нејзиното издигање на место каде што е. Мислиш дека музичарите во Македонија се третираат добро или кој како се снајде? Кој како се снајде. Кој како се снајде. Ама сметам дека луѓе од неговиот Калибар, ранг кои да. имаат Така е. титулата за крал на македонската песна, го заслужува тоа многу одамна. Така е. Многу одамна. Зашто конкретно него, нели, збориме за него, тоа негово творештво, тоа што он го има дадено за Македонија, еден ден ќе се изучува во учебници. Јас гарантирам за тоа. Да. Така да треба малку да внимаваме на тие работи како држава. Да. Некако ни бегаат работите нас. Нели? Касно Касно палиме. и после ни е криво. Јас редовно одам во Србија, во Белград, контактирам со естрадата таму. Знаете они како гледаат на Наум Петрески. Кој им кажав дека соработувам со него, они Да, па знам како дека- што им кажав дека со Ферус Мустафов сум започнал Така е, да. работам. Него кажавме тој факт, ќе го споменам или ќе се вратиме на него, но јас знам од едно интервју, нели, одамна беше кога всушност првата ПГП РТБ сакале да биде нивни и тоа му дале многу добра сума, некоја милионска сума за тоа време, марки зборувам, не зборувам. И нам рекол, не, ја тамо, не, ќе си седам тука. Тоа било, нели, приказната. Не дека немало, или не го видел, или некој го открил таму неговиот Тоа е талент. патриотизам и жртва кон Сопствената Македонија. земја. Знаете, уметност е ова, музика е ова, култура е ова. Некако тие Работи се вредности се измешани кај нас. Не е патриотизам само земи го микрофонот, земи едно знаме над него на тебе и испеј две патриотски песни. Патриотизмот е многу повеќе. Треба да се даде нешто за оваа земја. Така е. Во случајот нам има дадено многу повеќе. Да. Ферус го споминавме, какво е искуството пак со него? Неописливо. Исто како со Наум или може или не може да се доживее, или не може да се прераскаже. Со Наум имаме, значи, дебатирано на музика до 5 до 6 са бајлета, биле седенки, преубави моменти. Да. Со Ферус, јас имав само 13 години прв пат Ферус кога ме викна во една музичка новогодишна Програма. емисија. Да. После тоа веќе влегов во студио, снимив едно оро со него и така започна мојата приказна со него. Прв ме однесе во Србија, во Белград, во телевизија, во оркестарот и јас си поминав преубаво таму со него, искуство и пол. И ете, ја продолживме таа традиција сега со неговиот внук, исто Ферчо Мустафов. Сега бе во Белград пред една недела и снимивме едно многу убаво музичко шоу, програма, токму посветена на Ферус Мустафов. Добар е и внукот како дедо? Одличен е, он живее во Белград и моментално котира многу високо на Ета, гледаш, таа ние естрада. тоа не го знаеме, например.
Не го знаеме. Затоа што нема кој да ни го каже. Да, го знаеме ние музичарите вие го или знаете, одредена ама да, група на одредена луѓе група. која оние има Така, на така. Facebook и тоа како има пуштено корени на таа естрада и он редовно вие на Швајцарија, Франција, настапува и ја негува и понатаму музиката на својот дедо. Ферус. Да, и сите таму околу него се горди што го имаат прво Ферчо кој го носи квалитетот од дедо му. Да. Пред да го видиме Благој, кој што нели ни испрати едно видео и јас сум навистина многу среќна, не знам луѓето колку знаат, но еве може да прогуглаат и да сватат кој е тој. Човекот кој што направил многу, нели? Ама за тоа потоа сакам да те прашам тебе, дали си свесен колку вредиш? Пред да ќе ти кажам зошто те прашувам, само те прашувам. Дали си свесен колку вредиш ти? Па колку време, не сум размислувал на оваа тема, вредам, колку вредам. Вредам, нели? Колку можам, колку ете ајде да е. Не колку вредам како финансии, не зборам на тоа. Па секогаш можам повеќе. Секогаш можам повеќе. Секојдневно си упатуваме критики кон себе, кон она што го работам. Често пати луѓето околу мене ме караат на таа тема, пошто почнав се повеќе да создавам музика, а се некако да не сум задоволен и да барам уште повеќе и некако мора да научам да уживам повеќе во она што го создавам и малку да кренеме кочница и е така, тоа може да кажам. Благој Ламњов, не го сгрешив, така, Не, од Шведска. После ќе кажеме кој е што е, ама има зошто те прашав. Само слушај го што има да каже за тебе. Ајде. Добро вечер и од мене. Јас сум Благој Ламњов и добив за задача да го опишам Мишел Трајковски. Мишел мислам дека е еден човек кој знае да се восхитува на квалитетот кај другите луѓе. Не само кај другите музичари, туку општо кај луѓето и да се восхитува на нивните добри карактеристики, човечни карактеристики. Тоа му се чита во очите, таа радост која ја изразува кога ќе види добар музичар. Тоа е искрено од него, искрено чувство, искрено се чита. Мани, кои мани? Па една мана сум сигурен за една. Тоа е дека самиот не е свесен колку уствари он е добар како музичар. Он е на величина од музичариште и самиот не е свесен што се не остава во историјата на македонската музика. Ако би му поставили на прашање, тоа би било следното. Мишел, каде се гледаш за 10 години? Каков живот сакаш да живееш за 10 години од сега? Се надевам дека не го види ова и дека прв пат го Не го гледаш. видов, сега веќе имам трема, искрено да кажувам. Да. Па да, му Да те благодарам многу на волку убави зборови да кажа за те. маестро Благој Така е. Ламјов, наискрено не. Ајде да кажи ни збор сега затоа што ти знаеш повеќе за него, за неговата кариера, иако јас сум гледала едно прекрасно интервју со него, па оттаму знам дека е во Шведска, дека нели сега не знам колку што како знаеш, ама некои детали само каже нешто прави. Благој Ламјов, маестро и пол, човек кој живее во Шведска, ја негува македонската музика, исклучителен музичар, пред се човек. Многу ми е драго прво што го познавам. Се уште немаме свирено заедно. Не? Немаме свирено заедно. Он живее во Шведска и му благодарам уште За еднаш убавите зборови. убавите зборови. Стварно ми создаде трема. Навистина се восхитуваш на луѓето кога Да. ги гледаш, дали нема врска дали е уметност тој или воопшто кога некој е добар во нешто, Да. знае да се восхити да го каже Да, тоа. тоа ме научија луѓето кои се радуваа на мојот успех. Да. Мене многу ми значеше тоа. Така е. И научив да се радувам и сакам да се радувам на сите оние што создаваат музика. Тука сум да им помогнам, особено на помлада генерација на хармоникаши. Им стојам На на располагање располагање. 24/7 да им го пренесам моето музичко искуство. Значи да не звучи ова дека јас им Дека стојам на ја- располагање за часови по Така музика. е. Не. За Да- моето искуство, така е, да колкаво и пренесеш. да е. Би сакал да им го пренесам и се радувам. Без разлика дали е тоа некој млад хармоникаш. Па и не мора да е млад и јас знам и на оние кои се повозрасни музичари хармоникаши од мене да им
пишам по некој убав коментар приватно, да им се јавам на телефон, да им честитам за она кој го работат, бидејќи секој си е успешен во својата работа. Да. Сега затоа те прашам. Гледаш што кажа? Не, тоа ти е мана, вели. Дали си свесен за својата мана? Не е свесен колку е добар. Му благодарам. Да. И да ги подсетам сите оние да дојдат на 17 декември исто во Паблик Рум на концертот на Благој Ламјов. И да си купат карта, јас веќе си купив карта, нема гратиси. Чекај, нема гратиси, добро, ама зашто не искористиш прилика тогаш да се споите? Ќе се договориме, еве, можеби се, да, можеби ќе се споиме. Можеби е тоа добра идеја. А тој да ви биде менаџер вам на Скопје Вија за тамо. Така? Може така. Така договорено. Ајде вака, нема да откриам ништо што ќе се случува на нашиот концерт на 21. Ајде, добро, се ми откри сега. Толку не, ништо не ви кажам. Да, кажи ми само околу прашањето. Само никој да не знае за Никој ова. да не знае, да. Прашањето. Каде се гледаш себе си за 10 Каде години се од сега? гледам? Каде би сакал да живееш, велито, или каде се гледаш? Што би ти било убаво? Каде би се чувствувал најдобро? Можеби. И сега немај само да речеш Шведска, затоа што ќе те скараме, пошто до сега не. збореше за македонска музика и за патриотизам. Добро, некако сакаш кажеш. За 10 години од сега посакувам пред се мирен живот. Добро. Со едно малку побавно темпо на живење и се гледам на светската и европска сцена. Со оние мои авторски работи кои ги создавам како инструментална музика заедно со Скопје Вија и со сите оние проекти кои ги создаваме. А паралелно на таа светска и европска сцена се гледам овде во Македонија во градење на силна, цврста, моќна нова музичка естрада. Да помогнеме да оваа музичка естрада има една поголема видливост. Добро. И да излеземе од рамките на оваа држава. Добро, супер. Да сакам да се носиме со нашата музичка македонска естрада, да се носиме со светот и да покажеме дека без разлика што сме во Македонија, ние нудиме светска музика. Јас мислам дека тоа го знаат луѓето, само ние никако треба да се избориме, односно вие, ние заедно, не знам како да се избориме тоа да е видливо. Заедно поголема видливост. Така е, така е. А квалитетот постои. Го спомена на почетокот Игор Џамбазов и ти искарав дека ништо не кажа, ама сега мора да кажеме, пошто нели не бива без таа приказна. Што се така добра приказна, нели беше и дел од неговиот концерт. Како се создаваше таа песна која што после стана хит? Таа песна ја создадовме, тоа беше наменски создадена за Кажи која само да не знам. Ќе те женам, ќе те сменам, се вика песната која ја создадовме за новиот филм на еден од последните македонски филмови. Маријан Гавриловски, да, последниот негов македонски филм, Те дуажи ми мене. Тоа беше главна саундтрака на филмот и после тоа ја продолживме приказната со Игор, нормално ја изведовме на неговиот концерт, бев гостин на неговиот концерт, а со него веќе имам многу соработки. Да. Последно Пепел и мрак ја снимивме заедно и така. Така имаме голема соработка. Добро. Ајде тогаш сега одиме со песната втора од Скопје Вија. Сега ни љубљат песни. Ете така, да слушнат сега нешто и од Джипси проектот. Може. Еден джингл за да се наместиме сите заедно.